Здраво, дечки, добре дојдовте уште една епизода од подкастот Наука за сите. Денешнава епизода ќе биде малку поразлична од оние претходни. Значи, денеска нема да има друг соговорник, со кого обично разговараме на некои интересни теми, туку денеска ќе бидам само јас, Атанас Кирјаковски, и денешнава епизода ќе биде прва од, се надевам, повеќето, кои што ќе бидат еден субсет, една категорија, подкатегорија на подкастот, каде што лично јас ќе одберам некоја тема за која што сметам дека е интересна да се разговара и ќе искажам одредени ставови или одредени мислења на истата, или пак ќе најдам некое интересно истражување кое што мислам дека вреди да се прочита и кое што вреди да се анализира. Се надевам дека ќе биде еден интересен серијал за дискусија. Епа, да започнеме. Значи, денешната тема на дискусија е машинското учење, односно една терминологија, една кованица која што честопите ја слушаме во медиумите, посебно во некои вести или статии кои што се однесуваат на технологијата. Честопати слушаме дека се користи во самите социјални мрежи, во некои софтверски апликации, во автономните возила и така натаму, но не знам колку мине од вас седнали и се запрашале што всушност представува машинското учење. Епа, генерално машинското учење е обид да се конструираат компјутерски системи кои што автоматски се подобруваат, односно го подобруваат нивниот перформанс врз основа на некакво стекнато искуство. Тоа значи дека таквата дефиниција и таквото гледиште произлегува од една генерална дефиниција на учењето, кое што подразбира дека учење е еден вид на подобрување или на зголемена адаптивна способност на еден организам да функционира во средината, односно успешно да преживува во таквата средина, или ултимативно да се репродуцира. И таквиот концепт на учење е преведен во насока на учењето на машините, односно, значи, дизајнираме машина која што е способна да секој пат штом добие некаков внес на нови податоци од средината, да си го подобри својот перформанс. Односно, таквиот внес на податоци може да биде со помош директно од страна на научниците, а може да биде и од самата средина преку, односно, сет на податоци кои што машината ги стекнува со помош на одредени вградени сензори и таквите податоци подоцна ги анализира за да си го подобри својот перформанс. Едно друго прашање околу кое што машинското учење осцилира е тоа кои се фундаменталните статистички, компјутацијски, информацијски и теоретски закони кои што ги водат сите организми кои што се способни да учат, односно сите системи кои што се способни да учат. Вклучително тука се организмите, луѓето, животните, компјутерите, машините и така натаму, па дури и ентитети како што се организациите на едно поголемо ниво и поопшто ниво. Значи, машинското учење е еден вид на метод или еден вид на технологија вградена во вештачката интелигенција и најчесто е дел од самата вештачка интелигенција. Значи, вештачката интелигенција во глобала е систем кој што е многу поголем од самото машинско учење. Значи, систем кој што не само е способен да анализира податоци и да си го подобрува својот перформанс, туку вештачката интелигенција представува еден систем кој што содржи во себе долготрајна меморија, резонирање за реалноста, креативност, оригиналност и така натаму. Значи, нешто што е многу блиску до генералната интелигенција на човекот. Значи, да се навратиме во машинското учење, тоа е еден многу практичен метод фактички кој што се употребува например во компјутерската визија, во препознавањето на говорот, во природното процесирање на јазиците. Типичен пример е Siri на iPhone, каде што може да кажете нешто природно на ваш јазик, односно на човечки јазик, и тоа да го разбере, да ви врати некаков фидбек и така натаму. Тоа е природно процесирање на јазикот, подоцна понатака
Машинското учење се користи во контрола на роботи и многу други апликации. Значи, употребата на машинското учење во генерално во вештачката интелигенција е многу корисно затоа што е далеку полесно да истренирате одредена, да речеме, компјутерска мрежа или одредена, генерално да речеме машина, врз основа на некаков си инпут, на некаков си внес на податоци, односно да натерате самата машина да ги научи правилата на игра, да го направи токму тоа што сакате да го добиете, отколку да земете и да напишете алгоритам или програма кој што ги опфаќа сите можни исходи за кои што би ги следела таа, нели, машина. Односно, машинското учење е многу адаптибилна стратегија во овој контекст, затоа што многу е тешко да се, нели, програмираат сите возможни исходи од одредено однесување или одредена проблематика, на пример. Тука машинското учење навистина доаѓа и е многу корисно и ефектите на машинското учење веќе се чувствуваат низ многу емпириски науки како што се биологијата, космологијата, дури и социјалните науки, значи користат машинско учење и навистина се добива огромен бенефит посебно во делот каде што овозможува таквото учење, односно овозможува машините да анализираат огромен број на податоци кои што се генерираат во ваквите науки, нели, и во биологијата и во физиката, на пример, и да ги анализира, значи овозможува машинското учење да ги анализира таквите податоци. Еве, на пример, конкретно да земеме пример од лабораторијата ЦЕРН, нели, која што го содржи оној фамозен Large Hadron Collider, и замислете од секоја интеракција помеѓу частичките кои што, нели, ги судираат во таквиот акцелератор, секоја поединечна интеракција, значи, произведува таков огромен број на податоци кои што е практично невозможно да се анализираат, дури и да се зачуваат на самиот компјутерот, што се големи тие фајлови, а камоли, нели, да се анализираат преку човечки методи. Така што машинското учење верувам дека игра огромна улога во овој процес. Инаку, машинското учење се базира на најразлични алгоритми кои што се вградени, нели, во компјутерите и тие варираат многу, значи може да бидат од најразлични типови. Тие може да бидат дрва на одлучување, нели, може да бидат разни математички функции или некои си генерални јазици за програмирање. И една од идеите е да се создадат, нели, такви библиотеки на алгоритми кои што може да се искористат во одредена употреба врз основа на, нели, на потребата од истите, значи се развиваат и техники во кои што машината може да одлучи кој алгоритам би го аплицирала кога во однос на каков вид на податоци. Значи, машинското учење се користи не само во науката, туку се користи и во, нели, секојдневниот живот, односно во производите и технологиите кои што се развиваат во секојдневниот живот. Например, машинското учење се има исклучителен ефект и употреба во, например, технологијата за развивање на автономни возила, како што е Тесла, например, еден од најпознатите проекти од таков вид во светот, потоа, нели, за контрола на дронови, прилетање и така натаму. Односно, машинското учење токму тоа го овозможува, значи овозможува брза и ефикасна анализа на голем број на податоци кои што успеваат да го координираат и да го синхронизираат и да го подобрат однесувањето на некоја друга машина, во овој случај како што е автомобилот, например. Потоа, нели, веќе спомнавме дека машинското учење се користи и во Siri, односно во програми кои што процесираат говор. Потоцна, нели, други видови на машинско учење се користат, например, и во невронауката, поточно во насоки на мапирање, например, на одредени функции или одредени шаблони или патерни на активација во мозокот, кои што прилично се доста интензивно, нели, и компјутацијски комплицирани, така што машинското учење може исто тука да најде употреба, како и, нели, секогаш
оној добар познат пример, например во Facebook, кога го препознава вашето лице, односно во функција на препознавање на објекти и на слики, на нивна класификација, на нивно категоризирање и така натаму. Значи, може да се каже дека машинското учење е некаде помеѓу, значи тоа е мултидисциплинарна една гранка или дисциплина која што вклучува нели компјутерска наука, но пред се вклучува статистика и голем број на други нели дисциплини кои што успеваат, односно кои што се занимаваат со проблематиката на носење одлуки под некаква нели несигурност, кога нема доволен голем број на податоци и некои дисциплини кои што се поврзани со машинското учење се психологијата, нели, односно поточно когнитивната психологија пред се, како и нели другите делови од ваквиот вид на когнитивни науки како што се невронауката, дури и економијата, значи доста допринесува во однос на снабдување на податоци, како и на дизајнирање на разни статистички алатки кои што подоцна се инкорпорираат во машинското учење како дел од нивните алгоритми. Се разбира, машинското учење не би било возможно доколку не постои еден тренд на развивање на технологијата во светот и практично сме во ера каде што постои огромен експоненцијален раст на технологијата и најбитно се што таа технологија се употребува и во комерцијалниот свет. Значи, со развојот на технологија се развиваат и процесорските моки на компјутерите, односно се зголемува меморијата на компјутерските системи и така натаму, и сето тоа доведува до хиперпродукција на податоци. Денеска зборуваме за така наречени big data или големи податоци. Тоа се дата бази кои што содржат милиони, милиарди на разни податоци кои што не би можеле да се анализираат со стандардните методи на анализа и кои што практично апроксимираат, односно се многу приближни до една популација на одреден феномен кој што го истражуваме. Значи, веќе излегуваме од она фреквентистичка статистика каде што земаме примерок. Тој примерок го испитуваме и потоа нели изведуваме заклучок за генералната популација врз се основа на тој примерок. Веќе со помош на Big Data сме многу блиску до вистинската нели популација на одреден феномен. И денеска нели секој уред скоро создава податоци, произведува, креира податоци, тргнувајќи од вашиот телефон па се до вашиот шпоред денеска. Значи, самите нели уреди кои што се поврзани и комуницираат со интернет се дигитализирани и нон-стоп произведуваат и продуцираат некој вид на податоци кои што можат подоцна да се употребат за некаква анализа. Значи, живееме во време на хиперпродукција на податоци и тоа овозможува, односно го стимулира развојот и креирањето на алгоритмите и методите кои што се користат во машинското учење за нивно анализирање. Типичен пример за ова е, например, собирање на голем број на историски медицински податоци за некое лице и врз основа на тие податоци, прилично со висока прецизност, со нели методите на машинското учење и нивната анализа, може да се дојде до еден типичен, да речеме, проспект или исход за одредено лице во текот на неговата болест. Потоа нели може да се наблюдуваат, зборам за друга апликација, може да се земат некои историски податоци за сообраќајот, например во одредена раскрсница, и врз основа на тие податоци да се генерира некое предвидување кое што може да се искористи во иднина, односно да се статистички да се изанализираат периодите, например, кога на таа раскрсница има најголем број на возила, периодите кога има, не знам, возила со црвена боја најмногу и така натаму. Значи, може разни параметри да се анализираат со помош на машинското учење. Исто така, друга интересна апликација се анализирањето на податоците од, например, криминални активности во некој
дел од градот. Типично таквата анализа подразбира земање на долги периоди, долги податоци кои што се уредно се складираат во датабази и подоцна се аплицираат одредени методи од машинското учење, одредени алгоритми кои што можат да ги анализираат тие податоци и да предвидат кога, например, следниот пат би се случил некаков криминал на таа одредена локација и така натаму. Значи, светот се движи во еден тренд каде што постои едно зголемување, интензивно зголемување на генерирање податоци и на носење одлуки врз основа, односно врз анализата на тие податоци. Тоа е еден фин тренд. Сега, ако навлеземе подлабоко во видовите на машинското учење, можеме да дојдеме до заклучок дека генерално постојат три категории на машинско учење. Првото е супервизирано, така се нарекува. Второто е несупервизирано и третото се нарекува reinforcement learning, или тоа би било на македонски учење преку наградување на некој начин, така би му дошло. Сега, првата категорија на супервизирано учење е кога се даваат организирани датабази на податоци кои што се уредно означени на компјутерот, односно на машината да ги разгледа и да ги запамти и врз основа на тие податоци кои што патем се даваат да ги анализира машината во огромен број, таа машина може да создаде, односно да препознае нови податоци кои што не биле видени, односно не биле вклучени во оригиналниот датасет. Типичен пример за ова е препознавање на објекти од слики. Например, доколку се снабди машината со 1 милион на слики од животни, да речеме, и секоја таа слика има точен одговор, значи е категоризирана. Например, слика 1 е галеб, слика 2 е куче, слика 3 е тигар и така натаму. Значи, машината врз основа на тие конекции, односно врз основа на тоа супервизирано учење, значи може да изведе заклучок за нови слики, например нова слика од галеб, нова слика од куче, нова слика од тигар и така натаму, кој што претходно не ги видела. Значи, тоа е она што се нарекува супервизирано учење, односно генерализирање врз основа на претходно големи датабаза на податоци кои што се уредно означени. Вториот вид на машинско учење е несупервизираното машинско учење, односно тоа е вид на учење кој што исто така зема како внес голем број на податоци, односно огромни датабази за некој феномен, но при тоа тие податоци внатре во таквите датабази не се уредно означени. Значи, машината типично не знае што гледа. Во тој случај, машината е принудена врз основа на некакви алгоритми да генерализира, односно да детектира одредени патерни во тој датасет, например да прави некаква анализа на група на податоци, односно да забележува некакви струи, некакви димензии на таа датабаза кои што типично не произлегуваат самите од себе. Например, и се дава некаква датабаза на зборови кои што потекнуваат, например, од одреден јазик и типично машината првично не знае, значи, за што се работи, односно не знае секој збор што значи и како и така натаму, но со текот на времето, со многу и многу итерации, со многу и многу повторување, со многу нови зборови од таквиот јазик, еве нека биде кинески, машината веќе почнува да детектира одредени правила во таквата датабаза, односно во таквиот систем. Значи, почнува да детектира синтаксата. Например, одреден збор најчесто доаѓа после друг збор, одредени зборови имаат една должина, други зборови имаат друга должина и така натаму. Значи, типично мрежата, односно машината, преку методот на несупервизирано учење, успева да детектира одредени особености на некој феномен кој што го наблюдува. И третиот вид на учење е учење преку наградување или reinforcement learning на англиски што се нарекува. Тоа е кога и се кажува на машината, која ќе ни даде одговор на одредено прашање, дали тој одговор е точен или не е точен. Значи, ние даваме еден фидбек кој што подоцна се зема во процесирањето на следните прашања кои што ги
третира нели машината и врз основа на нашиот одговор дали е точен или не е точен, таа машина нели ќе го инкорпорира тоа знаење во следната фаза и ќе донесе заклучок врз основа на тоа. И типичен пример е, например, доколку се покажа слика од куче на машината и таа одговори дека е мачка, ние нели ќе кажеме дека тој одговор не е точен. Следниот обид, значи машината веќе знае дека ваквиот вид на стимулус, односно таа фотографија со куче не може да биде мачка, туку мора да биде нешто друго. И преку тој метод машината научила дека сликата која што наблюдува не е мачка, туку е нешто друго и преку многу обиди успева да на крајот да донесе одговор дека тоа е куче, нели. Генерално тоа е супер, како што рековме, reinforcement learning или учење преку наградување, односно тоа може да биде и преку казнување, нели, ако даде погрешен одговор. Секако дека многу треба да се истражува во насока на машинското учење, затоа што пред се е нова дисциплина која што започнува во последниве, да речеме, 20 на години и многу се работи во насока нели на адаптирање на алгоритмите, напишување на подобри алгоритми кои што ќе користат во анализата на машинското учење, се работи во насока на вмрежување на повеќе машини да работат на еден ист проблем, односно во насока на паралелно процесирање. Друга линија на истражување оди во насока на тоа да ги научи машините да користат повеќе видови на учење. Нели рековме типично постојат три видови: супервизирано, несупервизирано и учење преку наградување, и некои си нели измеѓу варијанти, но типично една машина влегува во, односно користи една стратегија на учење, односно една категорија на учење од овие претходно споменативе три, за разлика од луѓето кои што нели ги користат сите три одеднаш. Значи сите сме учеле нешто несупервизирано, значи сме детектирале работи во средината кои што претходно не сме ги сретнале, сме ја организирале средината во однос на одредени димензии во истата, како и нели постојано учеме преку методот на наградување и казнување. Значи луѓето ги користат сите три видови на учење, споменати во контекст на машинското учење, за разлика од машините кои што се уште не се стигнати до тој степен да ги користат сите три вида, нели. И на крајот некои посебно нели битни истражувања одат во насока на тоа да изградат системи кои што ќе овозможат практична и многу ефективна интеракција помеѓу луѓето и машините. При тоа многу е корисно да се користат машините, односно мрежите кои што се инкорпорирани во машините, нели, да научат да имитираат одредени когнитивни феномени кои што се присутни кај луѓето и кај животните. Типично, нели, тоа е еден домен кој што е релативно нов, посебно во когнитивната наука, односно да се употребува машинското учење во контекст на истражување на одредени когнитивни феномени кај човекот, например, како што се вниманието, способноста да говори, јазикот, тоест меморијата, работната меморија посебно е многу битна компонента, перцепцијата, идентификувањето на објекти во средината и така натаму. Значи, способноста човекот да брои и така натаму. Значи, постојат многу интересни студии во последно време излегуваат кои што употребуваат машинско учење и методи слични на машинското учење во контекст, односно со цел да ги моделираат когнитивните способности на човекот. И добивката е взаемна во овој случај, значи од една страна се учи за како нели на фундаментално ниво човековите когнитивни способности функционираат, односно може да се моделираат, и таквото знаење, односно знаењето кое што се рефлектира, кое што произлегува од когнитивната наука аплицирана врз живите организми, може доста да помогне во развојот на нови алгоритми и во развојот на машини кои што ќе функционираат, односно ќе го перцепираат, анализираат и восприемаат светот на начин на кој што тоа го прават луѓето, нели. И мислам дека таквата насока на развој на работите во иднина навистина многу ќе ја подобри науката со огромна брзина. Значи новите технологии ќе придонесат кон анализа и прогрес во науката, напредок во науката, но исто така многу работи се отворени за дебата и мора да бидеме предпазливи затоа што
постојат огромни грижи во однос на приватноста на луѓето, во однос на злоупотребата на таквите големи количини податоци кои што се употребуваат во анализата, така што останува да видиме дали човештвото во иднина ќе го прифати овој метод на анализа, односно ќе успее машинското учење да го претвори во една супер корисна алатка или пак ќе успее да го претвори во некоја алатка која што работи против самите нас. Пред се потребно е веднаш да се започне со активно размислување на оваа тема, со креирање на типични регулации, затоа што засега најголемиот број од податоците кои што ги создаваме и кои што доброволно најчесто ги поставуваме на интернет ги користат и ги се во собственост на оние големи компании како што се Google, Facebook, Amazon и така натаму. И тоа се некои работи кои што би требало да почнат барем да не загрижуваат и работи за кои што би требало да размислуваме на подолг рок. Тоа е тоа, дечки. Се надевам дека овој мој краток говор ќе ви се допадне и дека ваквиот вид на епизоди ќе ви бидат интересни во иднина. Доколку имате некаков фидбек, пишете на контакт majmunche@nzs.mk или просто пишете коментар под самиот напис на вебсајтот каде што е објавена оваа епизода од подкастот. Фала на вашето внимание и се слушаме во наредна прилика.